Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ги започна активностите за изготвување на буџетот за наредната година, а заради вклучување на граѓаните се одржаа јавни расправи за спорт и култура. За во вторник навечер се најавува уште една трибина на која заинтересираните граѓани можат да достават мислења и предлози за актуелни прашања и потреби од јавен интерес од локално значење. На почетокот од викендов во салата на Советот на општина Кочани се одржаа две од најавените три јавни трибини според предложените општински програми за култура и спорт за 2019 година. Целта на јавните расправи е да се постигне поголема транспарентност и вклученост на граѓаните во креирањето на буџетот за наредната година, односно тие со своји идеи, мислења и предлози да придонесат во подготовка на финансискиот документ, односно во планирањето на одредени ставки во расходите кои имаат пошироко општествено значење. И покрај јавниот повик, евидентен беше слабиот интерес кај граѓаните и за двете расправи, особено по програмата за спорт, при што на трибината имаше само неколкумина представници на спортските здруженија и поединци спортисти. Нешто поголема заинтересираност беше покажана за расправата по програмата за култура за 2019 година, која беше и нешто посодржајна. Добините мислења и предлози како заклучоци од двете дебати, службите од општинската администрација ќе ги презентираат пред соодветните комисии на општинскиот совет. Се очекува потоа истите да се разгледаат на редовна седница, што треба да се одржи во декември. Освен за културата и спортот, ќе се одржи уште една јавна трибина на која според најавата од локалната самоуправа е планирано да се отворат поголем број прашања, меѓу кои и оние за јавниот паркинг, за катна гаража, за парковско и плоштадско решение, како и за дислокација на градскиот пазар во Кочани. Трибината ќе се одржи во вторник на 27 ноември со почеток во 18 часот во салата на Советот на општина Кочани. Во рамки на информирањето на јавноста за работењето во изминатиот едногодишен период и плановите за работа во наредната година, градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев организираше брифинг средба со новинарите. На средбата главно се разговараше за актуелни прашања од комуналната дејност и од инфраструктурата, а беа опфатени и други теми од пошироко јавно значење. Пред крајот на тековната година, кога локалната самоуправа на Кочани ја привршува и реализацијата на предвидените активности, градоначалникот Никол Чуилиев организираше брифинг средба со новинарите од локалните медиуми. На неа преку дебата беа предочени проектите што се завршени или се во тек, а стана збор и за плановите за работа во наредниот период. Најголем дел од прашањата се однесуваа на комунални и инфраструктурни теми, при што беше најавено дека е започната иницијатива за вклучување на двете соседни општини Кочани и Виница во проектот за гасификација. Точно е дека гасификацијата е предвиден крак до Штип, се уште не е пристигнат, меѓутоа предвиден е крак за Штип и веќе во општина Штип по нивна одлука има донесено за изработка на проект за секундарниот дел. Значи, тие веќе го работат. Јас во рамките на моите надежности, во рамките на моите можности, значи во секоја моја средба со надежните институции разговараме за гасификација на Кочани и на мојата последна средба во владата со луѓето задолжени за енергетика, веќе имав и конкретна средба и разговори. Постои расположение да се размислува за сега, значи нема да ми замерите, бидејќи јас не сум политичар и ќе зборувам само за она што сум убеден дека може да биде направено и за нешто за што имам цврсти не ветување, него договори, за тоа ќе зборувам, а за она другото ќе зборувам дека имат расположение да се размислува, значи и да се бара соодветно решение како да го решиме и овој проблем со гасификацијата. Значи размислувањата одат да се искористи во овој момент градењето на експресниот пат од Штип до Кочани и пробаме да го искористиме во овој момент да се постави главниот цевковод покрај патот додека се прави трасата, да се стави и цевковод за гасовод до Кочани, односно да продолжи и до Виница. Иако гасификацијата е проект што не може да се реализира за краток период, Илиев нагласи дека на ова прашање ќе се работи интензивно со цел граѓаните и од двете општини да добијат поевтин и поеколошки енергенс. Освен за оваа тема, на брифингот со новинарите стана збори за други комунални и инфраструктурни прашања. Канал 8 подготвува снимка од средбата што ќе се емитува во текот на оваа недела.
Новинарите и институциите во борбата против корупција, техники и алатки за препознавање и известување беше темата на обуката која што се одржа во Пехчево, а на која присуствуваа новинари од цела Македонија, меѓу кои и новинарите од Истокот. Идејата за овој настан е темата и борбата против корупцијата да се држи високо во јавност, а граѓанскиот сектор и медиумите и сите надлежни институции да дадат свој придонес во спречување на корупцијата. Новинарите и представници од институциите во изминатите 2 дена во Пехчево разговараа за борбата против корупција преку техниките и алатките за препознавање и известување за истата. Организатор на настанот беше невладината организација Инфоцентар и Транспарентност Македонија, чиј представник Билјана Бејкова истакна дека целта е да се подобрат вештините и алатките за известување и истражување на корупцијата во државата. Идејата во суштина на целиот проект, како и на овој семинар, е навистина темата за корупција и не само известувањето, туку и борбата за спречување и борба против корупцијата, да држиме високо во јавноста, значи јавниот притисок да биде засилен и навистина сите надлежни институции кои што треба, целиот оној ланец на институции кои што треба да се борат против корупцијата, навистина да биде функционален, затоа што ние сме сведоци дека Македонија е високо корумпирано општество, почнувајќи од онаа ситна корупција, завршувајќи до највисоката корупција и навистина сметаме дека тука треба да бидат вклучени сите и граѓаните, и граѓанските организации, и медиумите, и сите оние надлежни институции кои што треба да се борат против корупцијата. И токму затоа идејата на овој проект е да се направи една таква неформална коалиција помеѓу граѓанскиот сектор, помеѓу новинарите, медиумите и граѓаните и навистина јавниот притисок да биде силен и корупцијата да биде една од приоритетните точки за решавање во државата. Со новите измени на законот за спречување, односно со носење на целосно нов закон за спречување на корупција, ќе се дојде до избор на членови со интегритет, со знаење и со желба да направат нешто во Република Македонија за да дојде до намалување на степенот на корупција. Бидејќи целиот начин на кој што ќе бидат и процес на кој што ќе бидат избрани ќе биде јавен и јавноста ќе знае кои ќе бидат членови на антикорупцијска за разлика од минатите состави. На дводневниот настан своје учество зедоа и представници на јавното обвинителство, специјалисти за европски политики, кои пренесоа дел од европските пракси за борбата против корупцијата. Присуствував на една прекрасна работилница, дел од проект, организација на Инфоцентар и Транспарентност, кои што ни овозможија, може би по прв пат, а може би не, за мене е прво искуство да новинарите и јавните обвинители ги разменат своите искуства кога се борат против корупција. Сметам дека ова што го пренесов како моје сознание, вниманието со кое што го следеа настанот, присутните новинари, ќе вроди со плод и наредното ни на постапување и медиумско објавување ќе биде со повисок квалитет. Она што е позитивно е отварањето на самото поглаве овој септември, значи септември 2018 година, каде што македонските институции беа запознаени со правото на ЕУ, особено во борбата против корупцијата, но останува клучно е справувањето со високите профили на корупција и она што значи истраги од специјалното јавно обвинителство, кое ќе продолжи како приоритети за наредната година. Она што се наметнува е нели политичката волја на самата влада за справување со корупцијата и е интересни се и најавите од страна на Министерството за правда и новиот закон за заштита од корупција и реформата на Комисијата за заштита од корупција и резултатите кои се очекуваат од низината работа. Исто така изненадува што буџетот за наредната година е поприлично лимитиран, значи не дозволува дополнително усовршување на овие системи како и надградба на самата политика, но сепак да оставиме простор да видиме дали овие измени кои се најавени во самото собрание ќе можат да ги дадат првите резултати барем до средина на наредната година. Сепак цениме дека и лично ценам дека борбата против корупцијата е клучен и врвен приоритет за наредната година од која нели зависи севкупниот не само општествен туку и економски напредок на државата.
Пред присутните новинари, председателот на медиумскиот совет Гордана Дувњак ги представи мисијата и целите на новоформираното тело. Медиумско-судскиот совет е тело со 21 членови, од кои 11 се новинари и 10 судии. Го сочинуваат представници на медиуми, кои се најмногу вклучени во медиумски процеси и судии кои сакаат да придонесат за работите да тргнат во подобра насока. Се работи за неформална и советодавна група која сака да ја унапреди соработката меѓу судиите и новинарите, како изголемување на транспарентноста, истакна Дувњак. Во рамки на неколкуте сесии, представници на специјалното јавно обвинителство исто така представија дел од својата работа во насока на проблемите со кои се справуваат во насока на борбата против корупцијата. Проектот е подржан од Европска унија како дел од коалицијата за нулта толеранција во насока на поддршка на граѓанските организации во борбата против корупцијата. Во Окочани се одржа семинар за тренерите и за родителите, чии деца настапуваат во клубовите што се надпреваруваат во детската фудбалска лига Источен регион. На средбата беа разгледани повеќе прашања за начинот на организирање и потребите на клубовите во лигата и ветена и помош во опрема и друг вид поддршка. Фудбалската федерација на Македонија во соработка со клубовите кои се надпреваруваат во детската фудбалска лига од Источниот регион од Кочанија започна серијата семинари за тренерите и родителите на децата кои учествуваат во најмасовното спортско надпреварување во државата. Целта на овие работни средби е да се разменат искуства и идеи за подигање на нивото на надпреварувањето за фудбалерите од најмладите категории, но и да се слушнат проблемите и потребите што ги имаат екипите за реализација на програмите за работа. Клубови оваа година кои земаат учество се 123 клуба, како клубови, секој со различен број на екипи согласно нели можностите. Вкупно имаме 425 екипи, зборувам за категории на дечиња од 7 до 12 години, се надпреваруваат во 6 различни категории. Значи имаме 420 и неколку екипи, како што кажав, има повеќе од 8.000 регистрирани играчи на таа возраст, кои во текот на целата сезона земаат активно учество во еден организиран систем на надпреварување. Во рамки на подобрувањето на условите за работа на клубовите, на семинарот во Кочани беше најавено дека до крајот на годината за сите клубови ќе биде обезбедена соодветна спортска опрема во согласност со нивните потреби. По толку време ќе се добие она фамозна опрема која што нашата лига ја нема до сега добиена, значи со наши напори е више таа обезбедена и се надеваме дека во декември на посебен настан истата ќе биде делена на екипите кои учествуваат во детската лига во Источниот регион. Во нашата лига се надпреваруваат 12 екипи од Источниот регион кои што учествуваат во 3 генерации: 2006 со 2007, 2008 со 2009 и 2010 со 2011. Значи се опфатени околу 500 дечиња кои што секој викенд се надпреваруваат на терените во текот на целиот Источен регион. Слични семинари Фудбалската федерација на Македонија до крајот на неделата ќе организира и во Струмица, Велес, Битола, Скопје, Тетово и Охрид, со што ќе бидат опфатени и останатите региони во државата во кои се надпреваруваат клубови во детската фудбалска лига. Мак Прогрес ги отвора вратите за матурантите, но изборот е на самите идни бруцуши за тоа каде ќе го продолжат студирањето. Компанијата организираше отворен ден со средношколците од Средното училиште Ванчо Праќевиница. Најуспешната локална компанија во национални рамки, економскиот амбасадор на Македонија, кој извезува во повеќе од 50 земји со 700 вработени и палета од над 300 производи, кои го обиколуваат светот под 5 различни брендови. По втор пат имаше отворен ден за матурантите од Виничкото средно училиште. Преку видеопрезентација, учениците се информираа за растот на компанијата во изминативе 28 години, но и лично ги слушнаа размислувањата и ставовите на
клучниот менеджмент во компанијата по сектори. Професионалното насочување после завршување на средно училиште е избор во кој треба да помагаат и најголемите компании. Мак Прогрес веќе спроведува ваква пракса со стипендирање на идни студенти преку Сдруженијето Свет Крст, преку можност за сезонска работа во текот на летото, практиканство со соодветен надомест, како и трајно вработување на добро платени и солидни позиции за оние кои не продолжуваат на факултет. Ние како компанија за втор пат го правиме овој отворен ден со големото семејство на Мак Прогрес, кај што на сегашните матуранти кои ќе завршат оваа година, нашите колеги од разни сектори им држат презентации и предавање за на која насока да се запишат понатаму во колку продолжат да студираат, кои се професиите кои се побарани на пазарот на труд, а соодветно на тоа и подобро платени. Освен професионалното насочување, ги информиравме идните матуранти дека Мак Прогрес како компанија нуди можности за стипендирање на идните студенти преку фондацијата Свет Крст, општинската фондација Свет Крст, во која Мак Прогрес е еден од поголемите донатори. А освен тоа, на идните студенти им нудиме можности за практична работа во повеќе сегменти на нашето работење. Исто така, на денешната презентација на матурантите им дадовме можност да после нивното завршување, во колку се одлучат да не продолжат со студии, им нудиме можност за трајно вработување во компанијата Мак Прогрес на солидни позиции и солидни кои што се посолидно платени. Од минатата година искуствата кажуваат дека покажаа интерес, мада ние тогаш го направивме некаде во месец април, кај што повеќе од младите беа веќе, од матурантите беа веќе и насочени, затоа сега го правиме во ноември, уште пред тие да одлучат каде би сакале да продолжат да студираат, да им на некој начин дадеме сугестија дека струките како што се електромашинската, струката како прехрамена технологија, струката во делот на маркетинг или во комерцијално работење, се бараните струки на пазарот на труд и дека можат слободно да се запишат и дека ќе имат можност и да остварат практична работа, а ќе имат можност и за солидно вработување во компанијата. Целта преку овој отворен ден е компанијата да им ги отвори перспективите на младите во домашните компании, да им укаже кои струки се дефицитарни и затоа се и најдобро платени во компанијата, рече Цветанов, и додаде дека веќе имаат и неколку млади кои добиле трајно вработување во компанијата и се презадоволни од своите работни позиции. Имале и апликанти за летна работа кои биле задоволни од можноста да заработат сопствени средства и да имаат буџет за студирање. Во однос на платите, додаде Цветанов, Мак Прогрес е понапред во однос на другите компании. Дефицитарните струки се барани и се со повисоки плати. Цветанов истакна дека ќе ги задржат вработените и пред се квалитетните работници. Еднаш до 2 пати годишно имаат и редовно покачување на платите и во 2019 година планираат да продолжат со зголемување на буџетот за вработените, заврши Цветанов. Заврши третата меѓународна културна манифестација Арт Варијации Стари поток 2018, која што во Кочани се одржа од 19 до 24 ноември. Учествуваа уметници од Македонија, Србија и Бугарија кои сликаа уметнички дела. Заврши еднонеделната манифестација Арт Варијации Стари поток, што во организација на Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток се одржа во Кочани. Уметници од Бугарија, Србија и Македонија сликаа уметнички дела, што подоцна ќе бидат представени во изложба во некои од културните институции во Кочани, но и во другите градови од Републикава. Организаторите воглавно задоволни од тоа како помина манифестацијата. Од Бугарија не настапија Елисавета Владимирова, Мариела Исајлова и Емил Младинов, од Република Србија Наташа Радосављевиќ Нара и Јоца Мејиќ. Од Македонија представници не беа Мики Трендафиловски, Гроздан Крстевски и Трајан Трајковски, кои една недела твореа во просториите на јавната општинска библиотека Искра. И ова прилика ја користам да им искажам посебна благодарност на вработените во библиотеката кои што недела дена им ги удостоија нашите гости. За програмата можам да кажам дека се реализираше доста успешно, бидејќи
се создадоа прекрасни дела од ликовната уметност, а нашата уметничка, која воедно и поетеса Наташа Радосавлевич Нара, имаше своја промоција на творештвото во библиотеката во вторникот, а во петокот беше гостин на ученици од Средното основно училиште Љупче Сантов. Посебна благодарност и до директорот Игор Христов, кој што ни овозможи оваа средба. Морам да напоменам дека оваа манифестација немаше да се одржи доколку не беше генералниот покровител, а тоа е ресторан хотел Аледар, и благодарност упатувам до собственикот и до вработените кои што ги удостоија нашите гости, а воедно е подпомогната и од средствата наменети за култура од општина Кочани. Меѓутоа, голем придонес во одржувањето на манифестацијата дадоа и доста од јавниот сектор од Кочани и од Виница. Ова е трет пат на организирање на меѓународната манифестација, а организаторите најавуваат истата да продолжи и во иднина. Следуваат информациите од спортот. Викендов во Кочани се одржа 21-тиот меморијален турнир во борење легендите на Спартак, како продолжување на надпроверувањето што досега го носеше називот Андонов Колев. Покрај клубовите од Македонија имаше и гости од Бугарија, а за најдобар борач беше прогласен домашниот Трајанов. 80 борачи од 11 клубови од Македонија и еден од Бугарија учествуваа на меѓународниот турнир во борење легендите на Спартак, што по 21 пат го организираше борачкиот клуб Спартак од Кочани. Меморијалниот надпревар е продолжение на досегашниот турнир Андонов Колев и се одржува во спомен на сите борачи кои во изминатиот период дале придонес за развој и популаризација на борењето. За пофалба е што турнирот се одржува по пауза од една година, период во кој Спартак и борењето во Кочани ја имаа најголемата криза од своето постоење. Со одлука на управен одбор го промени името во легендите на Спартак кој најде на одобрување во спортската јавност во Кочани. Спартак денес редовно учествува на турнири на првенство во публиката. Во тоа несебично ни помогна и Федерацијата на боречки спортови на Македонија, која безрезервно не поддржа во опрема и во душикот кој го гледате пред вас е поклон од Боречката федерација на чело со господинот Пети Вранези, кој сакам специјално да го поздравам и од се срце во името на Боречкиот клуб Спартак и на градот Кочани да му се заблагодарам. На денешниот 21 поред меморијален турнир посветен на нашите спартаковци кои со своите успеси станаа спортски легенди во општината и републиката и му одаваме почит и преку спортски игри и дружење ги сочуваме од заборав. Турнирот во Кочани се одржа со поддршка од Федерацијата на борачки спортови на Македонија, а под покровителство на локалната самоуправа. Од таму беше ветено дека ќе се направат напори еден од најтрофените спортови кај нас да не згасне. Денеска ние сме овде и го поддржуваме борењето, а вие надпреварувачите имате голема можност да ја продолжите традицијата на нашите спортски легенди и на тој начин ќе ги спомнуваме нивните имиња и ќе ствараме нови легенди и кои ќе постигнуваат уште поголеми успеси. Борачите од 5 возрастни генерации настапија во 9 категории во машка и 2 во женска конкуренција. За најдобар борач на турнирот беше прогласен Леонид Трајанов од домашниот клуб Спартак. Признанието најдобар домашен борач го понесе неговиот клубски колега Петар Костов, а за најдобар странски борач беше прогласен Красимир Лазаров од борачкиот клуб Беласица од Петрич, Република Бугарија. Викендов се одиграа редовните кола во фудбалските првенства во машка и женска конкуренција. Осогово славеше победа во Делчево против Брегалница сениори, со што стана есенски првак. А женскиот фудбалски клуб Кочани играше нерешено во Битола против Атлетико. Кошаркарите на Баскет Дино во Крива Паланка ја победија истоимената екипа во рамки на втората кошаркарска лига Исток. По одигрувањето на редовното 13-то коло во есенскиот дел од првенството на третата фудбалска лига Исток, веќе е познат распоредот на екипите на врвот на табелата. Фудбалерите на Осогово се вратија со освоени 3 бода од Делчево против домакинот Брегалница сениори, со што на едно коло пред крајот на сезоната се зацврстија на лидерското место. Жолто-сините против Делчевчани славеа победа со убедливи 4:2,
со што ја потврдија намерата да останат во борбата за пласман во повисок ранг. Иако за тоа се уште е рано да се планира, сепак поразот на конкурентот Овчеполе на гостувањето против Кежовица на кочанскиот третолигаш му овозможи разлика од 6 бода, што отвора простор напролет да продолжи со исто темпо и од наредното првенство клубот да се врати во второлигашко друштво. Амбиции за тоа има, но неопходно ќе биде планот да се одработи на терен. Во последното есенско коло што ќе се игра на стадионот Никола Мантов, жолто-сините ќе ја пречекаат Виничка Слога 1934, екипа која со 10 бода во моментот се наоѓа на последното место на табелата. Викендов се одигра и 12-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. ЖФК Кочани гостуваше во Битола на средба со прволигашот Атлетико и успеа да извлече бод, откако средбата заврши нерешено 2:2. Сепак, нашите девојчиња можеле многу повеќе да се радуваат и од гостувањето да се вратат со 3 бода, со оглед што на крајот на првото полувреме воделе со 2:0. Домашниот тим во второто полувреме успеал да изедначи и да се спаси од пораз. Иако освоениот бод не е за занемарување, сепак испуштена е можноста да се направи искачување за неколку места повисоко на табелата. Во следното коло ЖФК Кочани на домашен терен ќе ја пречека екипата на Тиверија од Струмица. По серијата порази во првенството на втората кошаркарска лига Исток, викендов во рамки на седмото коло, кошаркарите на Баскет Дино постигнаат целосен успех. На гостувањето во Крива Паланка против истоимената екипа, тие играа одлично и на крајот заслужено славеа победа од 83:76. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров во текот на целиот надпревар играле сигурно и со цврста одбрана и прецизни напади, успеале да стигнат до бодовите, со кои се враќаат во борбата за горниот дел на табелата. Во моментот тие се на 6-та позиција со 9 бода, колку што има и петопласираниот тим на ТФТ од Скопје. Во следното коло Баскет Дино ќе игра на домашен терен, а ќе ја пречека второпласираната екипа на Борец Баскет од Велес. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.